Доброволното противпожарно друштво од Кочани ја одбележува првата годишнина од иницијативата за формирање. Откако минатата година дел од неговите сегашни членови учествуваа во гаснењето на големите шумски пожари околу градот. Председателот на друштвото Златко Илиев на пресконференција истакна дека во текот на едногодишниот период пожарникарите волонтери биле вклучени во повеќе акции за спасување имоти од пожари и од други катастрофи. Со тоа се оправдува и потребата од оформување на друштвото. Лани на 2 август делот Поздимена, односно делот измеѓу Бели и градот Кочани, беше зафатен од огромна огнена стихија. Огнената стихија започна од нашата лева страна над селото Бели и кога мислевме дека пожарот е локализиран, односно и ликвидиран, тогаш тој зема голем замав и преку соседниот рид десно од нас дојде до самите куќи. Од поучени од самата трагедија, ние, односно јас презедов иницијатива да се формира ова доброволно друштво, кое во изминатиот период заедно со територијалната противпожарна единица действуваме заеднички и заеднички се бориме да се справиме со како пожари, така и други елементарни непогоди. Изнесено во бројки тоа изнесува негде околу 50 на интервенции со 150 до 160 волонтери на терен и тоа не само на пожари, како што реков, тука станува збор и поплави. Се вклучивме во голем дел хуманитарни акции, се вклучивме исто така во голем дел акции за пошумување и друг вид на еколошки акции. Од купно 50 членови сме поделени во две екипи, односно 25 луѓе во интервентната единица кои излегуваат на терен и 25 луѓе како логистичка подршка на истата интервентна единица. Во текот на едногодишниот период од действувањето на доброволното противпожарно друштво, тоа ја обезбеди основната опрема и униформите за интервенции на пожарникарите. Од општина Кочани доби објект за свое седиште, а неодамна беше прифатена и годишната програма за работа, со која со ребалансот на општинскиот буџет ќе добива редовна финансиска подршка. Главен приоритет во предстојниот период за волонтерите останува набавката на соодветно интервентно возило, за што во тек е донаторска акција. Општина Зрновци реализира проект за поставување јавно осветлување на регионалниот патен правец од општинскиот центар кон селата Мородвис и Видовиште, како и на повеќе улици во населените места. Инвестицијата се финансира од општинскиот буџет во рамки на годишната програма за изградба и одржување на јавното осветлување и нисконапонската електрична мрежа, за што се обезбедени 600.000 денари. Со реализацијата на овој проект позитивно се одговара на повеќегодишното барање на граѓаните за унапредување на состојбата со јавното осветлување во трите населени места во општината. Веќе се поставени нови светилки на влезовите во Зрновци, од правец на Кочани и Виница, како и од кај регионалниот пат од општина Чешиново Облешево, информираше градоначалникот Борчо Коцев. Осветлување добива и кеот на реката Зрновка во централното подрачје на Зрновци, како и повеќе улици на кои досега воопшто немало инсталирано електрична мрежа. Таму се предвидени околу 50 нови светлосни места со бетонски столбови, што ќе добијат економични LED рефлектори, а за кои е добиена 3-годишна гаранција на квалитетот. Според подпишаниот договор со изведувачот ТМ од Штип, реализацијата на проектот за изградба и одржување на јавното осветлување е за период од 1 година, но се очекува проектот да оди со забрзана динамика и да заврши до крајот на овој месец. Градоначалникот Коцев информираше дека паралелно со подобрувањето на јавното осветлување, деновиве ќе почне и асфалтирање на 6 улици во населените места. Се испитува и локација за дупчење нов извор за водоводот во селото Видовиште. Со тоа ќе се обезбедат дополнителни количини вода за домакинствата и ќе се овозможи побрзо полнење на резервоарот со капацитет од 80 кубни метри, што ќе се гради на есен. Општина Кочани продолжува со реализација на почнатите активности за замена на сливните решетки на улиците во градот.
Од локалната самоуправа ги известуваат возачите како и останатите учесници во сообраќајот дека во периодот од 5 до 8 август ќе се врши замена на сливните решетки на улиците Никола Карев и Тодосија Паунов. Со овие мерки за интервентно одржување и поправка во интерес на подобрување на безбедноста на патната инфраструктура, потребно е да се почитува сообраќајната сигнализација за пренасочување на сообраќајот. Од општината упатуваат апел за намалена брзина на движењето, зголемено внимание и предпазливост на сите учесници во сообраќајот. При тоа, постојните метални решетки, како и оние изработени од композитен материјал, се заменуваат со бетонски. Нов успех забележа планинарскиот спортски клуб Осогово. Освен редовните активности за искачување на врвовите во нашата држава, се реализираат и посериозни потфати за освојување на познати светски врвови и планински венци. Членот на планинарскиот спортски клуб од Кочани, Зоран Николов, денови учествуваше на 12-дневна експедиција на планината Памир во западните Хималаи. Во тешки временски услови, тој успеа да се искачи на неколку планински врвови на 4000 и 5000 метри. При тоа достигна височина и на планински врв над 6000 метри. Со тоа, тој се вбројува во малкумината планинари од Кочани па и од нашава држава, кои се искачиле на оваа надморска височина на планинскиот венец Памир во Киргистан. Инаку, оваа планина со своите сурови услови важи за голем предизвик меѓу планинарите од целиот свет. Зоран Николов минатата година го искачи врвот Арарет, кој што е највисок во Турција со височина од 5137 метри. Младинските екипи на фудбалскиот клуб Осогово ја имаа првата прозивка и ги почнаа подготовките за предстојното првенство. На стадионот Никола Мантов, на повикот на тренерот Тоде Митев и на неговиот помошник Сашко Атанасов, се јавија 50 дечиња од сите возрастни категории. Во наредниот период, до почетокот на првенствените надпревари во единствената втора лига, младите фудбалери на Кочанскиот клуб ќе тренираат на стадионот во Кочани, а подоцна и во затворен простор, односно во сала. Од клубот изразуваат задоволство што има масовен одзив меѓу младите да тренираат, а тоа значи дека Осогово во иднина ќе може да смета на фудбалери од собствената фудбалска школа. Предуслов за ова бројченост гледаме денеска на првиот официјален тренинг за сите возрастни категории. Минатогодишниот успех во кој со две возрастни категории убедливо го освоивме првото место во лигата и сега поминавме во повисок ранг на надпреварување. Единствена втора лига. Сега ќе се такмичиме со 4 возрастни генерации, така налагат правилата, и во исто време, да не речам дека овој успех е повод, секојдневно пристигнуваат нови дечиња од најмала возраст, од 6 годинки па се до 18. Значи ние во наредното првенство ќе се надпреваруваме со 2004, 2005, 2006, 2007 генерација 4. Сите посебно ќе бидат како екипи и со младите категории 2008 и 2009 и 2010 и 2011. А имаме сега во тек се уписите доваѓаат и дечиња родени 2012, 13 и две денеска дојдат 2014 година. Значи семејството се зголемува на Осогово. Подршка за работата на пионерските и младинските екипи на Осогово доаѓа и од Сдруженијето на граѓани Никола Мантов, кој обезбедува донации за спортска опрема и за подобрување на условите на стадионот во Кочани. Условите се подобруваат тука, мислам на теренот. Има уште сега веќе имаме обезбедено за наесен кога ќе бидат поладно сала. Во тек сме разговори во гимназијата Лјупчо Сантов за најмалата возраст термин да обезбедеме и таму. Уште ќе ни треба некој алтернативен терен, дали ќе биде подлог или Оризари, ќе видиме со директор, сме во преговори. А што е најбитно, сега во моментов се гради тука на стадионот кај нас фитнес сала за сите членови и за сениорскиот тим и за сите останати возрастни категории. Салата е подготвена, се чекат реквизитите. Голема благодарност за Сдружение на граѓани Никола Мантов што прават надчовечки напори да имаме што подобри услови за работа.
Од младинскиот погон на Осогово најавија дека со напорна работа и тренинзи очекуваат одлична подготвеност на младинските екипи и добар настап во првенството. Со тоа ќе оправдаат довербата и ќе ги исполнат надежите за унапредување на фудбалот во општина Кочани.